Топ ТВ, добро вечер. Една година по големата изборна победа, празно досие од големите ветувања. Талка ли Македонија во расчекор меѓу стратешкото партнерство и стратешката цел? Дали реформската агенда реално ќе стане дел од периметарот на интерес на владата или ќе ја носиме Европа дома само со празни фрази? Ова се дел од темите и дилемите за вечерашната дебата со Симонида Кацарска, извршен директор на ЕПИ. Добро вечер и добро дојдовте. И Марко Трошановски, извршен директор на Институт за демократија, Societas Civilis. Добро вечер и добро дојдовте. Два одвоени проекти инициирани во последен период од страна и на ЕПИ и на Институтот се повод е да ја актуализираме оваа дебата околу реформската агенда, која иако најавувана како клучна и битна и може би единствена алатка да не задржи на европскиот пат, некако останува сепак занемарена. По логиката на нештата, некако Трошановски би почнал со вас, зошто нова, сега ќе цитирам, долго е името, меѓупартиска парламентарна група за следење на имплементацијата на обврските од Берлинскиот процес и реформската агенда од планот за раст. Ако ја имаме предвид перцепцијата за незаинтересираност на власта околу реформската агенда, дали оваа комисија ќе има судбината на многу други од македонската пракса, формира и комисија за ништо да не се реши. Иако идејата е сосема друга, беше малку саркастична. Да. Благодарам на оптимизмот. Би рекол, таа не е нити прва, нити последна ќе биде парламентарна група. Идејата е да се обезбеди меѓупартиска поддршка на некаква конкретна реформа, конкретен реформски процес од пратеници кои што се или конкретно запознаени, покомпетентни или сакаат да придонесат на одредена тема, бидејќи секој не знае се. Идејата е дека во многу влади на Балканот, во многу земји на Балканот, владите неретко забушаваат во спроведување на реформските заложби, затоа што не секојаш им е од интерес нивни личен, и тука е поттикот парламентот да не најде својата улога согласно своите надлежности, да ги свика, да ги искара, да ги охрабри, да види каде застане работите и така натаму, за реформите да се движат побрзо. Во нашиот парламент, како и во други парламенти, има дел од пратениците кои што имаат интегритет, волја, знаење тоа да го направат, дали ќе излезат од прангите на своите партии и ќе се одважат да настапат самостојно, дури некојаш и по цена на нивната партија, останува да видиме, меѓутоа самиот факт што ваква група се формира е добар знак. Немаме многу пракса вакви парламентарни комисии за конкретни процеси. Ова го покрива и Берлински процес и планот за раст и реформската агенда. Немаме многу пракса да видиме како реално функционираат и дали ќе профункционираат. Меѓутоа идејата е граѓанското општество во рамки на нашата земја, парламентарниот институт во рамки на собранието и така натаму, да ги хранат пратениците со податоци околу нивото на имплементација на истите овие реформски зафати и пратениците преку својата работа да бидат коректив на власт. Настрана мојот сарказам од почетокот, позитивна е секоја иницијатива, но навистина што ве храбри дека ќе има некаков исчекор или некаков успех, бидејќи ние имаме комисија за европски прашања, имаме национален совет за евроинтеграција кој што е еден поширок форум на различни општествени чинители, не само партиите, и конечно ги имаме и партиите кои пред себе пратениците кои пред себе имаат владина програма. И досега од ниту еден не слушнавме дека владата доцни, например, со 11 клучни закони од една клучна област правосудство, и досега од ниту еден не слушнавме да праша на пратенички прашања премиере или министри што правите вие доцните. Вие пред нас сте се обврзале на нешто друго, бидејќи за тоа што велите пратениците да поттикнуваат, веројатно треба и еден
парламент или пратеници со една многу поинаква политичка култура од и актуелните и сегашните, чија главна мантра е шеф е најдобар. Кај најголем дел. Кај најголем дел, не слушоците се. Во таа тема е многу покомплексна, во суштина многу зависи од партиската демократија внатре во самите партии, која што многу малце постои, и изборниот модел кој што ни создава пратеници, какви што создава, кои што мора да се борат да бидат лојални на партијата, ако сакаат повторно да бидат избрани за пратеници во најмала рака. На тоа се сведува моменталниот изборен модел, кој што не поттикнува независност. Значи, тоа треба да се смени за да имаме поактивен парламент. Што ми дава надеж? Ми дава надеж тоа што во оваква ситуација да речеме некаков вакуум со застојот во европските процеси на интеграција во кои што сме, ова останува единствен, како што кажи ти во својата најава, единствена дршка, пат кој што го имаме пред себе и кој што би ја држал некако државата во реформска кондиција, а дополнително има вложено и многу енергија и ресурси од страна на другите чинители, граѓанското општество, зборувам пред се, медиумите, експертската јавност, кои што ќе сега и во иднина, престојните година две, ќе прават уште поголем притисок за темата да не биде заборавена и неактивноста на пратениците по ова прашање да оди на нивна штета. Не беше непристојно скондама, туку намерно, затоа што ако Трошановски ако проработи комисијата на Трошановски, тогаш ќе има поголем ефект и проектот на ЕПИ за мониторинг, бидејќи во оваа фаза, пред да ве прашам како ќе мониторирате, со оглед на тоа што веќе имаме доцнење, прашањето можеби првото би било а ќе имаме ли и во иднина што да мониторираме, односно следим? Видете, со реформската агенда нашата држава, нашата влада и сите останати со исклучок на Босна во регионот се обврзаа на реформски чекори кои што треба да ги спроведат до 2027 година. Така да дали ќе има што да мониторираме, би требало да има, барем во овие земји кои што досега ги ратификуваа договорите. Тоа што ЕПИ го работи во моментот е со поддршка на Европската Унија води регионален проект во кој што ќе се обидеме заедно со партнерите од граѓанското општество, меѓутоа исто така стопанските комори, академската заедница и така натаму, да можеме да креираме подобра клима во сите овие држави да се дискутираат реформските агенди и тоа што е планирано во истите. Темите кои што се вклучени се исклучително во самите реформски агенди се исклучително се многу различни. Тоа што е нашиот прв, од една страна ние имаме регионален пристап што има свои предности, односно се надеваме дека преку регионален пристап и мониторинг можеме да поттикнеме позитивно надпреварување помеѓу земјите. Во овој регион одамна ние не сме виделе позитивен надпревар во однос на исполнување на реформските цели, кое што е пак поврзано со самите средства кои што се доделени на овие држави. Секако, од друга страна, тој регионален пристап веќе се вроди со одреден плод, бидејќи ако погледнеме наназад, да, се доцни со дел од врските, меѓутоа мора да бидеме свесни за неколку работи. Прво дека овој инструмент е нов и за Европската комисија. Доцнењето не е само на нашата страна, иако не се обидуваме да ги амнестираме властите, но доцнењето се должи во голема мера исто така на тоа што се учи воведувањето на нов начин на работење со државите кандидатки, кој што е моделиран врз основа на начинот на кој што ЕУ работи честопати со своите држави членки. Тоа значи испорачување на реформи во 6 месеци, поднесување на извештај 15 дена после тој период, што за нас првиот пат беше продолжен, не беше 15 дена, туку беше 2 месеци и 15 дена. Само мала дистинција кога зборувам на доцнењето, не зборам на тој дел кој што вие го објаснувате, туку зборам за еден дел кој што веќе го спомнав, а ќе го дебатираме. Тоа се реформите во судството, каде што многу работи
во владината програма се дури и внесени пред роковите со реформската агенда. И владата никој не ја натерал тоа да го направи, а сега да не го испорача. Не, апсолутно. Ќе дојдеме до таа тема, затоа велам. Значи, и на страна на Европската комисија имаше одредени доцнења, бидејќи сите се учат. Од друга страна, нашата реформска агенда, за која што се ја споменувате, е исто така оценета како поамбициозна од останатите. Роковите се доста, ако бидејќи ние правевме регионална анализа, постојат држави во регионот кои што ги поголем дел од тешките реформи ги планирале на крајот 2027 година, што не е случај кај нас и ние сме срекни што не е тоа случај кај нас. Меѓутоа, како резултат пак на тоа, очигледно е дека се доцни во овој период. Предизвиците ќе дојдат првиот, знаеме и сами дека во март се пофаливме, не пофали Европската комисија како прва држава која што го испрати барањето. Во неколку дена разлика со Албанија ги добивме средствата, значи не толку голема временска дистанца. Први бевме се. Од друга страна пак Косово поради својата политичка ситуација се уште не го има ратификувано договорот и нема повлечено ниту пак тој аванс. Така да во однос на тој прв период имавме позитивна клима секако, но предизвикот несомнено ќе дојде во јуни, бидејќи веќе се јасно е дека постои ризик, сега сме веќе мај, голем дел од законите и да се поставени на ЕНЕР, постои веројатност дека или ќе бидат усвоени во кратки постапки, без многу дебата, или пак ќе доцнат. Втората тема на која што се обидуваме да креираме притисок, позитивен притисок е за поголема транспарентност во работењето. Ние знаеме дека Европската комисија ќе има 90 на дена после поднесувањето на извештаите за да може да се оцени дали државите ги исполниле одредниците за даден период. Црногорската влада објави веднаш на 15 март извештај, делумен извештај за тоа што е сторено, што не беше случај со останатите. Така да тоа се некои предизвици и предноста која што имаме како регионален монитор на одредени области на реформската агенда која што е во ДЕПИ. Пред да преминеме на она што е најризично или што е најкритично, ме интересира кој е вашиот став, перцепција или гледиште, колкав е ризикот самата дебата за оваа реформска агенда која ако се разгледа темелно содржи битни реформи за македонското општество, да падне во сенка или веќе паѓа во сенка на она општа апатија од неможноста за деблокада на преговарачкиот процес кој што ни се случува, па впечатокот е дека или е власта незаинтересирана, или пак дури и ваквиот тип на дебати да бидат проследени со прашањата, а што тоа зборуваат овие, каква тоа реформска агенда, какво тоа без при тоа на вистина на јавноста да и се предочи дека тоа е еден инструмент кој може да не одржи и се вика реформа за пари, а реформите се суштински за нас, почнувајќи од инфраструктура, од дигитализација до образование, до професионализација на администрација и така натаму. Покривање на свест, треба да се збори, дел од тоа и оваа емисија, дел од Да, ама ве прашувам за ризикот, бидејќи и сега многумина може да кажат, а што тоа зборуваат, што тоа реформска агенда, па тие нас не сакаат, па ништо со бугарите, ностоп сме ние онеправданите, и тука се губи суштината, а власта тоа го користи како изговор. Не би рекол дека потребата за реформи во општеството е згасната и удавена во апатија и дефетизам. Почнува да се препелка таа веќе, меѓутоа се уште доминантно расположението по сите истражувања на граѓаните е дека сакаат да бидат дел од Европската унија. Се помал се верува дека реформи би не донеле таму, меѓутоа имаме еден момент на отрезнување каде што разочарувањето што ги претрпеме на патот кон Европската унија се поише затврстуваат свесноста дека работите веќе мораме да ги правиме сами за себе.
што кулминираше со Кочани на крај на краишта трагедијата и таа некоја катарза што се ослободи од тоа дека ако нештата не ги подобриме, самите ќе се удавиме, дека наративот ова го правиме за ЕУ и така натаму кој што ја доминираше нашата дебата низ декадите во минатото, веќе изумира. И тука за мене е едната нишка кај што можеме да кажеме дека ќе опстои потребата за некакви реформи, оваа влада да испорача некакви реформи. И на крај на краишта зад борба против криминалот и корупцијата, како вечно не може да се крие никој доколку не испорачува во реформскиот дел. Особено што, како што кажавте и како што сите знаеме, овој дел покрај тоа што носи наш придобивки за нас од аспект на правилата во општеството, носи исто така и пари. Пари со кои што ќе се градат пруги, ќе се градат мостови, ќе се градат школи, ќе се дигитализира, ќе се градат болници и така натаму. Сето оне што со парите што следуваат остварувањето на реформите, влегуваат во оној пакет на проекти кои што владата планира да ги финансира. Така да реално подобрување и видливо подобрување би имало до нас како заедница, граѓанско општество, медиуми и така натаму е што повеќе да зборуваме за ова и да ги објаснуваме придобивките, како што впрочем и со секој реформски процес кој што на интеграција особено, кој што сите по сама природа се комплексни и за луѓето што си имаат други грижи и обврски во животот, целост многу често неразбирлив. Симонида? Ризикот постои, според мене. Меѓутоа, мислам дека и владата е од друга страна пак доколку го занемарува овој процес и не говориме доволно за него, постои ризик да таа едноставно го изгуби својот признак на европска. Бидејќи мислам дека во оваа фаза во која што се наоѓаме, реформската агенда е документот на кој ќе се води европското портфолио, барем додека не се направи исчекор, доколку се направи исчекор во однос на преговорите. Така да занемарувањето ќе биде ризик и за самата влада, за да биде оцената потенцијално како неевропска. Од друга страна, регионалната димензија, повторно да ја споменам, ќе креира и во Европската комисија дополнителна перспектива на тоа како државите се поставуваат во однос на овие процеси и мислам дека од третата точка, големата предност на самата реформска агенда, која што не смее да се заборави, е тоа што од она што барем го анализираме во последно време, го дискутираме со колегите од Европската комисија, е што повторно ги гради врските на нашите институции директно со чинителите во Брисел со кои што тие треба да соработуваат, односно со самите директорати, креира процес на социјализација кој што е многу важен понатаму за да може било која администрација да го спроведе тој процес на интеграција во било која форма. Јасно ни е дека можеби и членството е подалеку од тоа што би сакале, меѓутоа за да може да ги држи институциите на тој европски пат, сидро или како веќе и да го нарекуваме во нашиот контекст, не можеме да си дозволиме да ја занемариме реформската агенда. Дали сепак во овој момент или засега делот невладиниот сектор, практично вие неколку организации кои што се бавите со НВО и тенкови кои што се бавите со европските политики, некако покажуваат поголема агилност отколку самата влада, или тоа е погрешна перцепција моја? Видете, да се навратам на доцнењето и примерите кои што ги дадов, ви можела да споредам со регионот, бидејќи тоа е тоа што го работиме во моментот. Не гледаме мислам дека ни во другите држави, зависно од политичкиот контекст. Црна Гора и Албанија, бидејќи се фокусирани на преговорите, честопати ова прашање од второстепено значење, бидејќи секако дека во Албанија ќе бидат фокусирани на петата меѓувладина конференција, отворање на кластерите. Тоа ќе биде поголема тема од тоа што е случај со реформската агенда. Кај нас, ако погледнеме од таа перспектива, во недостаток на таа голема слика, не се посветува доволно внимание, иако постои и веројатно поголема предпазливост од страна на институциите, јасно е дека се чувствува како многу политички чувствително прашање. Јасно е дека немаме, дека се уште... проблемот е суштината, или не проблемот, суштината е што се овдека многу практични прашања. Реформа на судство,
добро, тука има и политика и се борба против корупција, но еве тоа да го трнеме настрана. Имате инфраструктура, имате дигитализација, имате реформа на образование и зацртани цели, например, зашеметувачки беше податокот дека во една земја која што важеше за и се уште важи за лидер со брзината на интернетот, само 11% од училиштата имаат пристап до интернет. Значи тоа се конкретни обврски за нас. Не е ништо врзано со оние големи политички, идентитетски прашања и така натаму. Од што е таа скепса сега? Апсолутно. За доцната проценка дека малку ни се парите, дека инструментот реформи за пари не е доволно избалансиран или? Видете, несумнено е, ако крајот на вашето прашање, ако погледнеме од финансиски аспект, фокусот дефинитивно на политичко ниво беше на парите од Унгарија. Значи во овој период ова беше ставено во втор план. Веројатно има некоја калкулација дека дел од тие средства се 2/3 се заеми. Меѓутоа пак, ако се вратиме на почетокот на тоа што го говоревте, многу од овие мерки би биле многу едноставно спроведливи од страна на министерствата доколку ја превземат реформската агенда како своја. Тоа што јас се уште не го гледам доволно, повторно ќе речеме првите 6 месеци, е восприемање, односно креирање на сопственост на таа агенда од страна на пошироки чинители во администрацијата. Го гледаме Министерството за европски прашања кој што се труди, меѓутоа тоа не може само да биде водилка на овие процеси. Знаеме сами дека мора да дојдат од секаде. Ги имаме другите министерства. Требаше на сила, буквално на сила, со неколку дебати да го извадиме на емисија, да го извадиме на пресконференција министерот за правда. Вие ги споменавте унгарските кредити, меѓутоа има една мала финта во тој унгарски кредит, особено за општините. Зошто се брзаше и сега да се да се пушти вториот, бидејќи на сила ќе почнат да доаѓаат оние обврски завршени во февруари со контрола на внатрешна контрола на јавни финансии, измена на 17 подзаконски акти за буџетот, каде што ќе мора да има јасна проекција, следливост и цел на секој државен денар даден под општините. Па така бекатон плочки за плоштад нема да можат да се представуваат како големи инфраструктурни проекти. Многу добра илустрација, Боби. Не знам се кој е прашањето во овој дел. Прашањето е зошто воздржаност. Значи воздржаност, особено на влада позната по тоа дека и од мали минорни работи знае да ги промовира на сите звона. Тука дури подпишувањето на овој договор кој што беше ослободувањето на тие први 52 милиони кој што беше кажано дека е Македонија првата земја, беше некако срамежливо не пред со фанфари толку се согласувам. Верувам дека деломно бидејќи наметнува на политичкиот систем на сите партии едни нови правила на игра кои што го стеснуваат маневарскиот простор за злоупотреби или однесување како и досега, владење како и досега. Во смисла на управување со јавните финансии, една од клучните реформи кои што ја прави оваа реформска агенда, како што и сам кажавте, кои што значително го ограничуваат просторот на злоупотреба при финансирање на општините, при јавни набавки и така натаму. Потоа реформа на јавната администрација, каде што имаме ред закони кои што би требало да го намалат уделот на партиите влијанието на партиите во именување на службеници или раководни лица кои што досега и како радо го правеа, со што возможува целосна контрола врз државниот апарат кој што би требало да е независен. Сето тоа е сега треба да го направат за пари. Луѓето очекуваат дека тоа ќе се случи поради тоа што носи и други конкретни придобивки за земјата и притисокот е голем и
неволноста веројатно произлегува од таму, меѓутоа колку повеќе се зборува дека овие нешта се навистина за живееме во една подобра држава, толку повеќе аргументите зашто се досни се многу ќе бидат потешки да ги најде владата и да се оправда за своето доснење. Изборниот законник го споменавте. Тука ја читав реформата, значи 4.287.000 и така натаму евра е наградата ако се донесе овој закон до јуни 2025. Само за 2024 партиите ќе добијат 7 милиони како поддршка од државата за партиите, да не зборуваме и за парите за рекламниот колач кои што ги добиваат. Сега, дали затоа не го носат, бидејќи меѓу другото. Кој да знае. Меѓутоа нема оправдување зашто сега не беше донесен. Вие следите и работата на собранието. Никој не бидејќи го слушнавме министерот за правда, па за тоа треба консензус, па никој не бара ние да го смениме изборниот модел, насила да воведеме изборни листи. Тоа се изговори неприфатливи. Мислам на сите ни е смачено од такви изговори, морам да револтирано да го искоментирам ова, дека е потребен консензус за нешто што многу јасно пишува. Потреба измена врз на препораките на ОДИХР од 2024. Вградете ги тие препораки во законот, дајте го во собрание, изгласете го, толку едноставно. Меѓутоа, така ќе изгубите многу повеќе пари кои што партиите се ги натаманија да ги добиваат. Се ОДИХР вели, не може повеќе државно финансирање на медиумската кампања, особено во такви неповолни услови со кои што се фаворизираат само големите партии. Конкуренцијата од граѓанските иницијативи на изборите, на локалните избори кои што ја убија со последните измени. Исто така ќе се врати, значи сега шанса за Центар, Зелен хуман град, други успешни граѓански иницијативи ќе можат повторно да се направуваат со нив и така натаму, меѓутоа тоа е здраво за земјата и е дел од политичката борба и дајте да продишеме малку и да тргнеме понатаму. Колку повеќе луѓето се свесни за овие нешта, толку повеќе притисокот ќе биде голем. И да резимирам, ќе бидат притиснати доколку не постои автентична волја. Морам да кажам дека од министерство има голема разлика во динамиката на процесите. Не можеме да збориме генерално на ниво на влада, мислам дека негде многу побрзо се одвиваат нештата, да речеме во делот на дигитализацијата, отколку во другите министерства, што исто така многу важна област и важен аспект. Да, иако и таму заради ред причини голем дел од работите се решаваат скалесто, па прво отвараме нови точки каде што им ги доближиме на шалтерите, па вистинската дигитализација се одлага за понатамошна фаза, меѓутоа факт е дека еден од секторите кои барем според неформалните оценки досега е најпозитивно оценет. Кацарска, ова со изборниот законник влегува во оној пакет кој што вие и од еден друг аспект го анализирате, поглавја 23 и 24, редовните извештаи кои што ги имате. Се слуша неофицијално дека ваквите објаснувања кои што ги слушаме во јавноста, ама нема време, ама нели па пред 6 месеци пред избори не се носат законите. Имало такви обити да се објасни дури и законот за судски совет дека ќе доцни пред Брисел, но едноставно одговорот бил сте ги знаеле роковите, требало да планирате. Колку сега овој, бидејќи изговорите се уште ги слушаме, колку овој инструмент ќе го намали тој простор за тој тип на изговори. Без оглед дали е прво изборниот законник, па после и останатите оние поголемиот пакет судски. Очекувањето е дека ќе го намали просторот за тие изговори секако. Направиќи се она што го говорев претходно, Европската комисија е прилично јасна дека за првиот известувачки период даде екстра време за известување, меѓутоа најавите се дека наредниот период кој што е во јули нема да има поместување, бидејќи и тие мораат да дадат сигнал дека овој инструмент мора да биде сватен сериозно. Целта и беше за да биде сватен сериозно.
Ризикот е дека, или ризикот од една страна го споменав и претходно. Од една страна може ќе ги донесеме пребрзо дел од тие закони, може би ако стигне мислењето од Венецијанската комисија ќе го прилепиме или ќе се нема да може да се направат соодветни консултации и така натаму. Тоа е едната страна на приказната. Или пак дека ќе доцниме со што ќе ги ставиме во ризик средствата. Сепак, значи има одредена флексибилност самиот инструмент, односно може да има поместувања во роковите, поради што не е убаво да го користиме уште на почеток, бидејќи тој грес период од 12 месеци за нас би значил катастрофа. Ако бидеме реални, особено не е убаво за закони, бидејќи ако погледнеме внатре постојат големи обврски во однос на таргети, односно цели кои што треба да ги постигнеме во дигитализација, во подигање на вештини на учениците, образованието, има многу јасни цели кои што секако ќе бидат многу потешки да ги оствариме од за носењето на законите кои што веќе долго време се работат, така да веројатно не е добро за нас ако ги искористуваме тие грейс периоди на закони поради одредени политички причини. Ризикот, односно она што јас го гледам како голем ризик, и тоа е дискусијата која што веројатно е многу важна да се отвори, требаше да се отвори веќе уште и порано, е планирањето на новиот буџет за следната година, бидејќи механизмот ве наградува по остварена реформа, што значи дека се што е планирано за 25-та требало, меѓутоа се што е планирано во 26-та година во однос на одредени цели, вработувањата во институциите, креирање на различни фондови, обезбедување средства и така натаму, мора да биде сега во буџетот кој што ќе се креира ова лето внесен. Ако ние не ги внесеме тие средства, кои што ги треба да ги инвестираме за овие институции, сега во буџетот за 26-та година, си го подкопуваме темелот на кој што ги градиме тие идни реформи. Тука доаѓаме до клучното прашање за судството, односно преведено на судство на тема судство, тоа значи нема од заклучно со буџетот за 2026 година, кој што се крои во октомври, па најдоцна до декември мора да биде усвоен, значи повеќе до година нема да може, ако останеме на овој пат, да ја има приказната дали Министерот за финансии нашол или не нашол, или смета дека треба или не треба, туку Судско-буџетскиот совет, Обвинителскиот совет ќе мора да се ги добие тие проценти кои што му следуваат со закон, и повеќе нема да имаме ситуација во која што ја имавме деновиве, сите да се колнат во потребата од реформи во судството, а Министерот за финансии да не ги продолжи договорите на судска администрација, бидејќи ако судиите се политичка тема, судската администрација е составен дел без кој што исто не се може. Прашањето и за 20-та, дали овие ваквите рамки во кои што се ставаме, односно не се ставаме, тоа е практично почитување на законите кои што и сега ги имаме, но тоа ќе се оценува, ќе се гледа, ќе се мери или ќе се награди или ќе се казни. Колку тоа им смета на политичарите, бидејќи веројатно кога ја слушале идејата за тој план за распа, реформи за пари, кога почнале тука да пишуваат многу работи, тоа изгледало убаво, меѓутоа сега веројатно кој да е министер за финансии се вика што ми требаше ова, повеќе не можам да го контролирам судскиот буџет, или пак со ова што го направивме до сега се доведовме во ситуација која што на времето ја слушавме во снимките. Нема јас да им дозволам да ми дзиркаат во трезорот, ама сега очигледно и ќе им дзиркаат и во трезорот. Што сум кривал рака, не видам ситуацијата. Мислам дека нема да биде прв пат, особено на Балканот, да политичарите вземаат обврски кои што се многу повеќе од нивните желби, капацитети и така натаму, меѓутоа и од кога ќе ги видат да се нечкаат, да ги саботираат
и така натаму. Мислам дека сепак е начин на една еволуција, социализација на нашето општество со демократските стандарди на Европската Унија и насоката во која што сакаме да се движиме, и дека како и сите ние, вадењето од комфорт зоната не прави подобри, ако не убие, ќе не направи посилни. И мислам дека тоа е начинот на кој што би требало да гледаме и да притискаме. И делот овие притисоци да се испорача, да не се измислуваат изговори, да се сепак дадат тие 0,3-0,4% на суството и обвинителството од буџетот, па и по цена на да изгубите контролата, меѓутоа финансиската независност ќе доведе до подобро владење на правото и слично, е дел од еволутивната приказна на нашата држава и општество, кое што за жал е доста долга турска серија, наместо некој поефикасен документарен серијал, но тоа е што е. Одиме за првата пауза за реклами, а потоа околу потребата од поголема транспарентност и вклученост на стручната јавност и на невладиниот сектор, бидејќи веќе има големи проекти кои што се означени како остварени, а буквално јавноста нема видено ништо од нив од она што е содржина. Колку во сето ова и што досега е направено, укажува дека ни е потребна малку поголема транспарентност, затоа што помина не баш мали проекти. Тоа се голем проект за внатрешна контрола на јавни финанси, измени на серија акти од законот за буџетот кои што треба да овозможат поголема транспарентност, јасни правила на трошење на буџетските пари, особено најболната точка, инструменти за следливост и оценка на капиталните проекти. Имаме измена на закон за трговски друштва со кој што ќе треба да се овозможат професионалци на чело на државните компании. Имаме стратегија за реструктурирање на еден од најголемите закупари македонски железници и таа треба да почне да се спроведува од 1 јуни. И конечно последно имаме еден огромен закон кој што содржи за енергетика, кој што има и доста индиректни и директни импликации и кон граѓаните. Дебата нула. За ниту еден од нив. Немаме јавно видено од стратегија за реструктурирање на железница, а ги слушаме приказните за брзата пруга, кои што наликуваат малку на оние футуристички спотови на една политичка партија на последните избори. Видите, ова е потполно сте во право, меѓутоа ова не е неопходно врзано со тоа со самата реформска агенда. Ова е производ на целокупниот процес во кој што ние ги креираме политиките и законите. Ова се засебни закони кои што си ги водат и засебни зафати министерствата и е индикација на поширокиот проблем на кој што ние ги носиме и стратешките документи и политики, бидејќи исклучок се документите кои што се консултираат јавно и за кои што има интерес. Ние ако погледнеме, значи не е правдање, туку е илустрација на поголем проблем кој што го имаме. Ама нели е поврзано од аспект на мониторингот, не знам колку ќе навлегувате и во суштина. Вие имате од една страна формално наредба, бидејќи така било напишано во овој документ, за не знам колку проценти да се намалат електронските аукции. Браво, супер, извештај до Брисел, тоа го исполнивме. Од друга страна, тоа што и вие сте дел од тие од Blueprint групата или како се викаше за борба против корупцијата. Од друга страна, знаете што се случува со промени на законот за јавни набавки, каде што во целот се уништува транспарентноста, што пак е
директна закана да се наблюдува процес кој е најголемиот извор на корупција. Сега да продолжам каде што застанав. Значи, илустрација на поголем проблем со кој што овој инструмент на Европската унија, односно самата регулатива за планот за раст, се обидува да се справи, бидејќи внатре во самата регулатива, Европската унија наметна обврска на државите дека сите овие реформски зафати ќе бидат направени во консултација со пошироките чинители. И сега ќе видиме, значи, државите го поднесоа првиот извештај на 15 мај. Во него тие мораа да известат на начинот на кој што тие реформи биле донесени и на начинот на кој што би биле консултирани. Европската унија комисијата има 90 на дена, да видиме колку ќе биде и таа самата строга за да ја почитува својата сопствена регулатива, бидејќи тоа е регулатива на ЕУ. Тоа е под број 1. Број 2, владата мислам дека прилично доцна, ако беше крај на март или април, донесе таа комуникацијска стратегија и тие немаме ние централен начин на известување, бидејќи извештајот не е објавен и мора да се креира притисок за отворање на тие реформи кон јавноста, не само заради тоа да имаме поголема оценка на транспарентноста во одредени индекси или да ни каже Европската комисија, туку затоа што внатре постојат мерки кои што ги опфаќаат малите и средни предпријатија, кои што опфаќаат многу други чинители, без кои нема да може да биде исполнета самата реформска агенда. Значи, ако ризикот, ако продолжите да го вршите тоа на затворен начин, е дека едноставно ќе си ја подкопате веројатноста, односно можноста за успех понатаму. Така да ќе мора да се отвори самиот процес, да биде многу попартиципативен и поради тоа што имате, например, гледавме баш со колегите пред некој време, имате над 30 закони внатре и некои кои што повлекуваат други измени на закони и слично. Во нив ќе мора да се обезбеди соодветен партиципативен процес, консултации кои што се предвидени според начинот на кој што треба да се носат законите во оваа држава. Така да тука нема да има многу простор, ќе мора комисијата, навраќајќи се на вашето прашање дали има новости во самиот механизам. Очекуваме дека и комисијата ќе биде построга, секако дека ние на одредени области ќе бидеме аларм, меѓутоа нема да може да бидеме во сите, бидејќи како што споменав најпрво, едноставно реформските агенди се преголеми. Таму каде што ќе знаеме, ќе очекува секако дека ќе има глас од дел од нас или од колегите, меѓутоа мора да се подигне свеста кај државата за да може да се унапреди. Има во моментов кај да треба да се донесе таа одлука за воспоставување на систем кој што ќе координира, планира, управува со сите ресорни институции кои што се задолжени за реформската агенда, кои што го подготвува Министерството за европски прашања. Дополнително, колку што знам, ГИС финансира платформа која што треба да излезе кај да е, која што всушност ќе биде на некој начин инструмент за координација на сите овие закони, консултација и ова што ЕПИ ќе го прави во предстојниот период на кој што ние радо се приклучивме, ќе придонесат кон што поинклузивен процес на креирање политики. Можеби не беше подготвена владата, институциите, сакаме да веруваме дека она реорганизација на државната управа кон која што влезе во минатата. Па и тоа не е проблем, затоа што тоа требаше да заврши за 6 месеци, уште не е завршено и некако. И внатре во реформската агенда. Сето тоа создаде хаотичност, сето тоа создаде некаква хаотичност и би требало да се консолидираме за следните закони, за да не ни се случуваат такви ситуации какви што ги илустриравте вие. Морам да напоменам дека капацитетите за спроведување на реформите на страна убавите декларативни изјави на политичарите или можеби оптимизмот што тука ние во некои аспекти го јавараме, го промовирам, иако не целосен оптимизам, морам да ставам резерва тука, многу зависи од капацитетите. Тоа се луѓето кои што работат во тие институции, а кои што се се помалце, кои што се изгорени од работа и кои што се малку недоволно платени. Мислам дека тоа мора да го има секој министер со својот тим, бидејќи тие ќе излезат, ќе кажат тоа што е напишано, ќе ги прочитаат одлуките кои што ги подготвиле 4-5 луѓе кои што работат со капацитет за 100 луѓе во нивните тела и треба да на свој плеки носат сериозни реформи. Тие луѓе порано или покасно ќе се заминат доколку не им се обезбедат
услови достојни за работа, да бидат мотивирани со плати и слично. Значи, исто, тоа е многу важен дел од муабетот, дали имаме капацитет да спроведеме реформи. Да. Мислам дека кратко. тука во овој дел законот за државни службеници кој што треба да се носи, мора да вгради такви системски да го реши тој проблем. Значи, сите луѓе што се во преговарачка структура, што се во реформската агенда, ИПА и така натаму, експлицитно да им се овозможи да бидат подобро платени за да останат тука и да се привлечат нови и поквалитетни. И оние кои што ќе работат на дигитализацијата, бидејќи тоа е уште левел кадровски над кадровски е катастрофално, едноставно процесот нема да може да издржи без тоа. Само да се надоврзам, значи ќе изумев, ја размислав, структурата за мониторирање се уште не е донесена. И тоа исто така креира проблем во тоа кој ги испраќа информациите. Знаеме дека Министерството за европски прашања е координатор, меѓутоа таа структура е многу поширока и во неа местото мора да си го најде пред се заедно со Министерството за европски прашања, Министерството за финансии, кои што го споменавме неколку пати, бидејќи ако се сеќаваме, ако го вратиме филмот година, дена и повеќе наназад, при креирањето на самата реформска агенда, Министерството за финансии седеше заедно со Министерството за европски прашања, односно секретаријатот, тогаш како ко-председавачи на целокупното на подготовката на реформската агенда. Албанија, ние доцниме, Албанија ја донесе својата структура, ја објави веќе пред некоја недела дена. Значи ја објавија, во неа паралелно со неа постои она што се во Албанија граѓанското општество, односно различни чинители имаат свое место во структурата, а дополнително самата Европска комисија заедно со државата ќе има нешто што се вели, што нарекува мониторинг совет, во кој што исто така доколку се креира таков модел ќе има место за чинители на граѓанско општество, за да може да се отвори ова, не би рекла Пандорина кутија, меѓутоа блиску веќе оваа коцка за која што говориме, црна коцка. Не, бидејќи има и многу проекти кои што едно е факт. Ова е во најголем дел проект кој што например го почна минатата влада, го доврши оваа со известни измени, меѓутоа има многу практични прашања кои што треба да се дискутираат. Например, таму стои нешто на никого од нас не му е специјалност, но вели намалување на државниот интервенционизам во ЕСМ, од постојните сега е 85 според пресметките на Брисел на 70%, рок јури. Првото прашање е што тоа веќе ќе значи со нашите јулски сметки. Тоа е еден практичен пример. Да не зборам за она, Марко го споменавте, законот за висока раководна служба. Дел од владата беше пресреќна дека успеале да го одложат па наместо до декември лани. Рокот за носење е декември оваа година, но ќе мора да се побрза, бидејќи до декември стои една друга обврска. Сите крај на ВД директори и реизбор на сите директори во нова поставка која што меѓу другото треба да значи стручност, значи од таа фела, не физкултурец директор на, карикирам, на електрани или обратно, и најмалку тројца кандидати, ако е можно, за една функција. Ги прави Симонидова сега дополнително ги комплицира работите? Поврзаноста на чекорите е несомнена, значи ние бидејќи ако не се следи редоследот, тој збор мултисекторски, меѓутоа поврзаноста. Апсолутно, постои од една страна постои поврзаност помеѓу тоа како ќе се применуваат одредени закони кои што вие ги потенциравте во јавната администрација, бидејќи тие ги креираат правилата за сите останати области во однос на назначувањата и слично, особено на високи позиции. Постојат и други такви примери во однос на тоа дека ако закасните на првиот чекор при екипирање на некоја институција, тогаш веќе сте го пропуштиле и наредниот. Затоа веројатно е тој грейс период кој што постои од подолг од година дена, односно некаде и повеќе. Колку сме спремни и во однос на уште еден конкретен пример, тоа е образованието, малку го начнавме, меѓутоа таму има преамбициозни бројки, например, за едно целосно реструктурирање на
средното образование кон она што значи потреби на пазарот или како што модерно се вели дуално образование. Не знам, некако преовладува впечатокот дека тоа се некои се поделени обврски. Оваа година, следната година, меѓутоа да не заборавиме дека крајот не е декември 2027, туку август 2027, па и не е многу голем процес, голем простор. Како што кажав сега, темата образование, искрено не ја следам многу, не се чувствувам компетентен да ја коментирам и колку се тие заложби таму остварливи или не, меѓутоа меѓусекторска координација е многу важна, да се вложува во луѓето кои што треба да ги спроведат реформите е особено важно пред се и конкретно образованието, соработката со другите засегнати страни, пред се економијата која што треба да е најголем конзумент на образовани кадри кои што треба да излезат од него, треба да биде вклучена во формулирање на тоа, нели, и на курикулумите, меѓутоа понатаму и на апсорбцијата на кадри. Во она што е поблиску до вашата експертиза и она што го работи вашиот институт и ЕПИ, колку е дозволиво да вие ставите 11 клучни закони од клучна област, која што е заложба на секоја партија надвор од кавгите и политичкиот фолклор со кој што се обвинуваат на темата правосудство, и сето тоа да си го зацртате дури и со рок порано од тоа што е во реформската агенда, април, и од тоа да немате ништо испорачано во собрание. Добрата страна е што барем еве сите заложби од тие главни закони и за совет на обвинители, и за јавно обвинителство, и за судски совет, и за кривичен законник и така натаму, сите се збиени оваа година. Притисокот да бидат испорачани е врз самите министерства, особено Министерството за правда, и да бидат спроведени она како што навистина треба, во спротивно нели во спротивно се враќаме во круг. Таму се заложбите дека еве законот за судски совет треба да биде согласно оценската мисија и мислење на Венецијанска комисија. Многу е лесно, споредливо и видливо дали тоа така ќе се направи или ќе мижиме на некакво законско решение, како што направиме со законот за употреба на јазици, отпосле ќе ја консултираме мислењето на Венецијанската комисија. Меѓутоа, тоа во овој случај нема да пројде така, бидејќи механизмите за верификација кои што ќе ги има Европската комисија на законските решенија кои што ги носеме, нема туку така да бидат злоупотребувани, изманипулирани. Строгоста во оценувањето, особено на овакви теми кои што задираат во фундаменталс, значи во многу битна тема на владење на право, мислам дека барем овде комисијата нема да простува било какви и троштини балкански во амандманските, можеби понатаму додатоци кои што закон кој што први што бил одобрен од комисија, после дојден во собрание, би ги дополниле неколку пратеници и би го осакатиле законското решение. Она што е специфично, кога да имате промоција на некаков вака поголеми проекти за мониторинг или било какви иницијативи, кога се тука особено и амбасадори, странски донатори и така натаму, сите се расположени за се. Тоа се пригодни говори во кои што буквално многу често голем дел од политичарите не можеме ни да ги препознаеме дали се тоа тие нашите политичари што го зборуваат, и во контекст на тие такви убави зборови и најави се доцнили и мораше ли да се почне да се работи уште од, ако не вчера, завчера, на она што Марко малку го зачна, јакнењето на капацитетите, не само во контекст на подобри плати ова туку и регрутација на нови кадри кои што се потребни во администрацијата за овие процеси.
кои што ги имаше ја избега. Таа тема. Па без нив не се може. Значи, мислам дека апсолутно... Извини, меѓутоа кај нас останува пораката на заминување од Чарлс Гарет. Немајте да сте побарале пари за реформа на администрацијата, таман ќе ги обучиме, доаѓа друга влада или си одат или ги разместува на позиции кои што се не соодветни. Тоа и ќе велев. Значи, очигледно е, тој проблем постои подолго време. Постои и меѓу другото, затоа што тоа што мене особено ми е тешко да го прифатам, оваа тема, односно пристапувањето во ЕУ реформите кои што се поврзани со тие прашања, не се најпривлечната тема веќе, ниту како што била во пред 20 на години несомнено и не може да привлече толку квалитетен кадар во институциите. Меѓутоа, ако се почнеше да се работи порано, ако свесно се работеше на темата на регрунтирање на кадар кој што би можел да испорача реформи во контекст на европска интеграција, секако дека денеска година дена подоцна би биле на друго место. Немаме впечаток дека се прави особено јакнење на институциите, мислам дека тоа освен ако нешто многу не сум промашила. И тоа е ризикот кој што ќе го носиме во контекст на овој инструмент, бидејќи оваа динамика на испорачување на реформи во 6 месеци бара исклучителен тренинг, исклучителна кондиција на администрацијата, која што треба да ги испорача сите тие докази која што треба да ги подготви сите овие реформи и да ги испорача доказите дека соодветно ги подготвила како што тоа го бара Европската комисија, заедно со политичкиот притисок, односно политичкото внимание од највисоко ниво дека тие работи мора да бидат во фокусот. Навраќајќи се на вашето претходно прашање, бидејќи е поврзано, ние потрошивме многу време на највисоко ниво во однос на политичкото внимание, кој што не беше посветено на овие 11 закони, туку беше посветено на други прашања од судството. Ако сакаме да ги донесеме, тогаш мора да имате комплетен фокус на целата влада. Министерството за правда објави веќе дека до некаде се тие работни групи. Прво 3 месеци се каравме, дали тоа што е запишено, бидејќи и документот не беше јавен, па го демантиравме тоа што беше објавувано. Буквално, значи капацитетите се една страна, ние ако погледнеме поднесовме извештај на 15 мај, ќе видиме како комисијата 15 март се извинувам, ќе видиме комисијата како ќе го оцени. Сега веќе пред колегите од администрацијата треба да го подготвуваат новиот свој извештај и тоа ќе биде цикличен процес на кој што ќе мора кој што ќе исто така ќе овозможи да се креира да се повторно да се врати кондицијата, иако никогаш не постоела во таа динамика на 6 месеци, но тоа ќе биде невозможно ако го нема политичкиот притисок, било преку владени седници, било преку редовно свикување на сите министри кои што треба да испорачаат во областите. Трчановски, кој би бил коректорот ако имаме тенденции како што ги имаме, особено во последниот период беа најактуелни во сферата на јавните набавки. Обид за тотално помрачување на транспарентноста и што е експоненцијален раст на ризикот од корупција. Видете, одговорот и на платформата за борба против корупција на овој обид беше јасен и многу критичен. Медениот месец кој што го има оваа влада секако ќе се потроши во отсуство на прогрес во делот на европските интеграции, откочување на процесот на преговори. Единствениот фокус ќе биде овде врз реформите и врз овие изгубени, пропуштени и моменти, и пари, и средства, и проекти кои што на луѓето само ќе им го надополнуваат незадоволството. Значи, ризикот од послаб перформанс на следните избори ќе биде се поголем и поголем. Перформанс во смисла што помалку гласови на следните избори ќе биде се поголем и поголем. И тоа е мотивот. Не мислите дека има друга варијанта? Декември 17 милиони, до јуни 25-та 70 милиони. Во декември 25-та 134 милиони треба да заработиме. За ова има и болни реформи како ова со директори, ќе се испокараат партиите. Многу е полесно, се оди кај
новите браќа, партнери, се зема кредит, па што ќе ни се Така е, ама унгарскиот кредит, да речеме, беше делумно нужна финансиска инjekција, меѓутоа вечно такви кредити не може да се оправдуваат доколку во другата страна ги пропуштате моментите да ја подобрите и реформирате земјата. Единствено со постојани задолжувања за кои што и онака веќе ни е скусен просторот, не може да обстоите многу долго политички. Ще една пауза за реклама. Влегуваме во завршници, веројатно за ова прашање можеме и цела емисија да потрошиме околу намалувањето на фокусот кон сите овие прашања, пред се заради оние политички кои што тежат. Кацарска, каде сме сега? Каде се наоѓаме? Тоа што рековте, и дека малку и лута и фокусот на владата, поблиско во периметарот на САД, на администрацијата на САД, на лизгалиште во односите со ЕУ или во комфорната зона на најплодната домашна матрица, избори да удри се на таа карта? Веројатно во сите три помалку сме, сакаме да се гледаме во периметарот на САД, меѓутоа, она што јас го велам после трагедијата во Кучаниот, кога ги видовме, ако ја видиме мапата на каде беа испратени младите луѓе на лекување и кои држави дојдоа да ни помогнат, мислам дека веројатно би требало да ни помогне да се видиме географски каде се наоѓаме и да се репронајдеме на таа карта на Европската унија. Тручановски? Се согласувам со Симонида целосно, не е тоа само сега. Прелесно ли му приоѓаме на ова прашање, бидејќи гледаме што се глобално се случува, па кај нас се одговорите за сите, без оглед дали се тоа економски предизвик. Го тргам настрана намерно на проблематичното барање со проблемот со Бугарија. Преедноставни се малниот извоз со САД, нас царините не засегаат, економијата на Германија поврзани, ама ние ќе донесеме нови инвестиции, па еве ги сега 5 милиарди од Саудиска Арабија. Демек, колку прелесно им приоѓаме на крупни, тешки прашања во кои што најмногу страдаат вака малите како нас. Се надевам дека тоа не се на вистина платформи на кои што се работи понатаму во смисла на рефокусирање на нашата економија кон САД или кон Саудиска Арабија и така натаму, бидејќи тоа ќе има катастрофални последици. Јасно е со која имаме најголемата размена, секако дека тоа е Европската унија, далеку над било кој друг партнер во регионот. Јасно е кој прв може да ни помогне и во ситуација на вакви трагедии државни како што беше Кочани, но и во минатите години со пожарите и слично, токму тоа се механизмите за спасување и помош од кои што сме дел во рамки на Европската унија. Мислам дека во случај на вакви големи геополитички тектонски промени, најдобро што може да направиме е да не завземаме јасно други страни од оние кои што сме ги воспоставиле, бидејќи за многу од тие алтернативи кон кои што се стремиме, треба да бидеме сериозно подготвени внатрешно, силни, економски, човечки капитал, со некакво стратешко значење за воопшто да можеме да имаме повеќе опции. Во ситуација кога немаме опции, секако дека мора да се држиме на веќе воспоставените партнерства, колку и делумно тоа да ни предизвикува понекогаш фрустрација, како што е делот со европскиот пат на
на земјата. Колку и сосема на крај, колку ни треба и навистина поголема дипломатска акција и во однос на прашањето со Бугарија, бидејќи ако се зборуваше само да дојде новата политичка власт, еве од 16 јануари таму е, меѓутоа за жал нема трага, или она што странците го велат трак рекорд, дека некој нешто некогаш побарал или инсистира. Мислам дека има некои разговори позадински, би рекол, меѓутоа она што би апелирал е да се напушти она што доминира во нашиот пристап по ова прашање, а тоа е виктимизацијата. Колку сме ние жртви на еден неправеден свет и колку 20 години страдаме поради асиметричноста на моќта во општество, во светот. Тоа мораме да напуштиме, да гледаме конструктивни прашања. На крајшто од сегашниот застој со Бугарија страдаме и ние, но страда исто така доста многу и Бугарија, незиниот глобален меѓународен имидж, бидејќи не е конструктивен партнер во стабилизација, кога таа е императив. И треба да се обидеме да разговараме и да отвараме врати со Бугарија на разговор. Таа беше земја, например, во случајот со Кучани, која што прва ни излезе во пресед и ни даде многу голема помош, нешто што до ден денеска многу јасно и експлицитно не е нешто на што не е јасно и експлицитно заблагодарено од страна на нашата политичка елита и беше можност и останува можност за нови мостови на разбирање, нели отварање на некаква соработка и понатаму можеби откачување на овој застој во кој што се наоѓаме. Така да овие работи мораме да ги искористиме. Јасно ми е дека со целокупната агресивна кампања во преизборието толку се крена високо скалилото на отпор на јавноста во било што, во каква отстапка во делот со Бугарија, меѓутоа мора да се истражуваат опции особено. Ние зборуваме на принципиелно ниво, на доказ дека некој нешто пробал, не прејудицирајќи кој ќе биде исходот. Вака сме во ситуација на тотална дефанзива во која што едноставно, тоа е и сосема нова димензија да не ја отвара, е сосема не може да се препознае, например, ВМРО ДПМН од позиција на власт на еден конгрес на европските народни партии, како што беше последниот. Беше многу поценета, попочитувана и со многу поголема активност како опозиција од колку што е сега. Како што реков, би охрабрил многу поголема активност и испражување на сите можности за соработка, бидејќи не треба да бидеме заложници, особено партија која што треба да направи посмерни надворешно политички чекори, заложници на исфрустираното јавно мислење, со право исфрустираното јавно мислење. Мораме да истражуваме и понатаму отвараме мостови на соработка. 30 секунди си мене влеговме во другиот термин. Мораме, ризикот со овој пристап со дефанзивата е дека ги губиме пријателите надвор, така да мислам дека мораме да покажеме малку по-конструктивен пристап и во однос на предлози и да престанеме да се жалиме, бидејќи мислам дека сите се веќе запознаени со ситуацијата и очекуваат конкретни предлози. Ви благодарам што вечерва бевте дел од Топ тема. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете со програмите на Телма и убав викенд.